Ви благодарам, председателе. Почитувани колешки, колеги, почитувана јавност. Како еден од предлагачите на извештајот за спроведување на препораките за минување на констатираните состојби содржани во извештајот на Народниот правобранител за степенот на обезбедување и почитување, како и унапредување и заштита на човековите права и слободи за 2016 година, морам да нагласам неколку работи кои се од суштинско значење за нас како собрание, за пратениците и за целата јавност во Република Македонија. Нашата определба за унапредување на човековите права и слободи, за унапредување на демократијата во земјава, за воведување на нови европски стандарди во сите сфери во општеството, ниту била, ниту е, ниту ќе биде доведена во прашање. Сите институции, невладини организации, граѓански здруженја, граѓаните како поединци, од нас како пратеничка група и како владеачко мнозинство, секогаш ќе ја имаат нашата безрезервна поддршка кога е во прашање потребата за унапредување на човековите слободи и права и на демократските процеси воопшто. За жал, поради одредена недоволна искоординираност меѓу пратеничките групи, откако не беше изгласан извештајот на Народниот правобранител, оваа поддршка беше доведена во прашање. Сакам пред сите вас и пред јавноста одговорно да соопштам дека грешката што се случи завчера ја поправаме со единствена цел. Ние сме предлагачи, четворица координатори на најголемите пратенички групи во Собранието на Република Македонија. Значи целта е да ги овозможиме спроведувањето на клучните реформи во државата, кои што ќе значат унапредување на демократските процеси во земјата и вистински напредок во сферата на демократијата. Овој извештај, кој денеска е пред вас, како наш предлог на четворицата координатори на најголемите пратенички групи во Собранието на Република Македонија, дополнително ја нагласува потребата од сериозен пристап на сите надлежни и одговорни институции во однос на потребата за унапредување на човековите права, во однос на препораките што се наведени во извештајот на Народниот правобранител, како и во однос на сите препораки од меѓународната заедница. Ви благодарам.